Соштава некоја наведуде оваа ненародна власт која мисли само за сопствената екзистенција и екзистенцијата на својата фамилија. Станавме држава без младина, бидејќи младиот човек повеќе не верува во лажни ветувања за подобра идеја. Секој втор млад човек ја напушта државата во потреба по пола екзистенција. Владата во изминатите 8 години ниту во еден момент не понуди решение за феноменална појава која ни ја празни државата и не става во пошот на земја без млада популација. Задржување на младите во родните огништа како и враќање на дел од заминатите во својата татковина изгледа младо на СДСМ да спроведе следните мерки. Работодавачите кои ќе обезбедат прво вработување на млади лица до 29 години под услов да ги задржат на работа најмалку 2 години, да бидат слободни од плаќа за период од 10 години. Субвенционирање на вработување на невработени млади лица на возраст од до 29 години и месечна финансиска поддршка од 6 месеци. Обуки за млади лица и невработени заposlени образование да се води задължителен предмет за stručno образование, който се изучва до завършна година. Погребен избор на занимания, за кои стопанството ќе покаже интерес, поблиска соработка со стопанските комори, преславските сдруженија и директен контакт на образованието со компаниите. Ќе го субвенционираме јавниот транспорт за сите невработени млади лица на 29 години за нивна поголема мобилност и дати добавени на работа. Ќе публикувам на 27 април, понеделник, да излезете на гласање да го дадете свој глас за листата на пратеници на СДСМ, да се окружите број 1 и кандидат за председател Тево Пендаровски.